Вести на Канал 8. Министерот без ресор Неждет Мустафа и делегации од 5 земји допатуваа во Виница. Формирана е Балканска мрежа на млади роми, која има за цел нивно зближување и заедничка работа. 5 земји од Југоисточна Европа се дел од иницијативата за формирање на Балканска мрежа на млади роми, а помала делегација во мотелот Слив ја разработи иницијативата за нејзино формирање. Во Виница допатува и министерот без ресор Неждет Мустафа. Овие 3 дена младите роми ќе се запознаваат и заеднички ќе носат решенија. Носител на проектот е Балканската унија на роми, издруженијето Авена од Кочани. Значи, поводот на оваа средба е иницијативата доаѓа од ЕДРОМ, од една турска невладина организација, мојот кабинет и невладините организации тука во градот Виница. Идејата е да се собират од 5 држави млади лица кои што ќе бидат обучени од експерти од Турција и од нашето поднемје, за да ги истренираат младите роми како треба да се однесуваат во однос на одредени недоследности, односно неравноправни положби на ромите во нивните држави и во нашиот регион. Сметам дека ова обука ќе биде од огромен интерес за целиот Балкан, тренирајќи една млада генерација за идно лидерство во Балканот. Мојот кабинет силно ја поддржува оваа иницијатива и ние ќе се дружиме со овие млади лидери од 5 држави, со кои што вие знаете дека единствената успешна борба против обесправеноста на една заедница е само образованието и правото лидерство. Сметам дека оваа вечер ќе придонесе во идин на овие млади лидери кои што ќе излезат од овој град да се спротивуваат во големата неправда на опстанокот на ромскиот народ во Балканот. Балканската мрежа на роми се формира паралелно со привршувањето на декадата на ромите. Министерот Мустафа со оценка за исполнување на целите што беа зацртани со декадата. Тој смета дека одредени сфери бележат прогрес, но и дека има уште многу да се сработи на ова поле. Една од главните цели на декадата на ромите сигурно е да го потикне образованието и да имаме една успешна генерација која ќе може да биде еднакви меѓу еднаквите. Од тие причини како област на која што јас сум глас на ромите во Република Македонија во однос на декадата и стратегијата на ромите, сметам дека ова ќе биде само еден охрабрувачки мотив на другите ромски невладини организации да се сконцентрираат во обука на млади ромски кадри на кои што ќе можат, како што реков, силно и без никаков страв да се спротивстават на обесправената ромска положба. Балканската мрежа на роми се формира во амбиент на засилена глобализација и незапаметена активност на социјалните мрежи. Тоа во голема мера може да го олесни градењето на интерактивни врски помеѓу младите роми на Балканот. 30-та седница на Виничкиот совет. Изгласана е масовна промена на имињата на улици, мостови и инфраструктурни објекти. Размислувањата се судрија и околу ненамирените обврски и финансии со кои располага општината. По собраните стручни мислења од историчари, наставници, професори и други компетентни лица, на 30-та седница на Виничкиот совет беше усвоена предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општината. 23 имиња на познати револуционери, историски личности, политичари ја сочинуваат листата, а советниците истата ја поддржаа со мнозинство од 9 гласа. Меѓутоа, едногласно одобрија финансиски средства за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички во селото Драгобраште. Превработеноста во комуналното јавно претпријатие Солидарност и слабата реализација на проектираните суми од капиталните приходи во општината беа тема за дискусија од страна на опозицијата, која не ги прифати кварталните извештаи на општината заклучно со јуни, како информациите кои се однесуваа на работењето на Солидарност. За правите 6 месеци, вкупните приходи на општина Виница се реализирани со 39,29%, а расходите се остварени со 36,88%. Купниот долг од стасани ненамирени обврски е околу 48 милиони денари. Извештаите на основните училишта беа дискутабилни во делот на реалната имплементација на проектите во кои целна група се ромите, бидејќи во годишните извештаи и понатаму најмногу изостаноци и најслаб успех покажуваат токму учениците од оваа националност.
Советот го усвои новиот нацрт детален урбанистички план за блок 15 со површина од 9 хектари, на кој има изградено куќи, предвидено е и изградба на повеќе наменско игралиште. Во рамките на 30-та седница, советниците донесоа одлука за издавање на времено користење на недвижниот имот кој е пренаменет во Центар за стари лица во селото Исти Бања на Центарот за социјални работи во Виница. Одлуката е со важност од 20 години со можност за продолжување. На 30-та редовна седница беше презентирана и нацрт верзијата на стратегијата за климатски промени, која доби едногласна поддршка од советниците. Уште една акција за заловување кучиња скитници се спроведе на територијата на општина Кочани од страна на стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. И во двете акции се заловени по околу 10 кучиња. Околу 20 кучиња скитници се заловени во двете спроведени акции за заловување од страна на стручни екипи. Но ова е само старт на акциите кои до крајот на годината и следната година ќе ги има повеќе. Се започнува од централното градско подрачје, а понатаму се шири во периферијата на градот. Акцијата се спроведува согласно распишаниот тендер на општина Кочани според Законот на животните, кој не предвидува убивање или труење, туку само тргање од улиците. Ја спроведуваат стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово во присуство на комунален инспектор од општина Кочани и представник од комуналното јавно претпријатие Водовод. По заловувањето се носат на прифатилиште лоцирано во Кумановско село, кое ги исполнува сите законски стандарди. Според досега направените акции во други градови, заловените кучиња се чуваат 30 дена во прифатилиштето, а по извршениот третман се враќаат на локација каде што се заловени. Ова се само две спроведени акции од страна на стручните екипи. Од комуналното јавно претпријатие Водовод велат дека договорот со кумановската фирма трае цела година до 2 јуни 2016, така што ќе бидат спроведени уште многу вакви акции, па кочанци ефектите од акцијата ќе ги почувствуваат за неколку месеци. Инаку, граѓаните на Кочани редовно се жалат од присуството на скитници во одредени делови на градот, а неретко се напаѓани или исплашени од нив. За следната акција, КП Водовод повторно ќе ги информира граѓаните и ќе апелира да ги заштитат своите миленици, за да не дојде до несакани последици. Посета на воспитно-едукативните центри во Оризари, Тракање и Кочани остварија представници од општина Кочани како дел од проектот Општинско корисна работа Раце што помагаат. Истиот е во соработка со UNDP и Министерството за труд и социјална политика. Представници од општина Кочани во посета на воспитно-едукативните центри во Оризари и Тракање. Децата кои ги посетуваат центрите се представија со приредба, преку која покажа што научиле во текот на годината. Процесот, мислам дека успешно се одвива, деца имаме различен број на деца, секој ден индивидуално, него во просек имаме 15, 20, некогаш дел од дечињата ни се поради летниот период на одмор, на гости, но имаме мислам дека задоволителен број на дечиња. Самите дечиња ќе ви кажат дали се задоволни. Поред мене мислам дека проектот е доста успешен, децата се задоволни, престрикни, научени. Ова е како еден вид подготовка во воспитно-образовниот процес, во ведување пред се да се осамостојат дечињата, да дојде до израз нивната креативност. Во приредбата учествуваат деца што завршуваат со предшколска едукативна работа и тргнуваат на училиште. Посетата на центрите е дел од проектот Општинско корисна работа Раце што помагаат во соработка со UNDP и Министерството за труд и социјална политика. Ваков центар, освен во Оризари и Тракање, има и во Кочани. Ликовна колонија Свети Пантелеймон се одржа во прекрасната природа на браната градче во Кочани. Организатор е општината, а учество земаа уметници од повеќе градови од државата. Четврта поред ликовна колонија се одржа овој пат на браната градче во Кочани. Колонијата е посветена на Светиот Пантелеймон и го носи неговото име. Првата година се одржа во манастирскиот комплекс, па на Осоговските планини и 2 години се одржува во прекрасниот амбиент на браната градче. Учествуваа уметници од повеќе градови од државата, меѓу кои и од училиштето за цртање и сликање, што работи при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Се избрани најдобрите уметници со вистински квалитет во својата работа, кои оставаат вредни дела. Имаме од Скопје, од Куманово, од Тетово, од Виница и од нашиот град, секако од нашата општина, од Кочани.
Ние како општина се трудиме, значи делата кои што остануваат во собственост на општина Кочани, да ги презентираме. Дел од нив ги даваме и како пропаганден материјал, значи на делегации каде што гостуваме. Поголемиот дел се кај нас во општината и сега во моментот подготвуваме каталог за сите 4 изложби, сите 4 ликовни колонии и планираме во рамки на деновите на Кочанскиот торис манифестацијата да направиме една изложба од сите 4 одржани ликовни колонии. Ова колонија е од голема важност за еден млад уметник кој што чекори на патот кон уметноста. Со помош на ментор водич во овие изминати 5 дена на творење, на создавање, можам слободно да кажам дека самите ученици се задоволни и истражуваат. Значи тие едни од други пробуваат нешто да дознаат, да научат. Со самото пленеристичко отворење, како што биле импресионистите во историјата на уметноста, тие така настапуваат, значи на само место ја пренесуваат атмосферата, импресијата од Брана градче. Секој од учесниците имаше за задача да изработи по 2 дела во техника акрил на платно. Се сликаше на слободна тема. Сега сум оваа година прв пат во оваа колонија, имав дел, односно имав како задача да учествувам во неа, да ги надоградам своите таленти и своите способности. Сакав своите таленти да ги надоградам со тоа што ќе продолжам да учествувам во овие ликовни колонии и да бидам дел од сликарството. И сега ќе бидам прва година во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски. Што денеска црташ? Денес цртам еден вид портрет што е како под вода, а пред тоа имав дел, мислам, задача да цртам како жива природа, инспирирана од ова место. Минатата година сликите беа на аукција и собраните средства беа наменети за помош на Даниел Митков од Кочани. Како дел од манифестацијата Топол културен бран на програмата, в четврток е планирана промоцијата на стихозбирката Мекани светлината од Роза Мојсовска и изложба на слики од Мојсовска во Центарот за култура Бели Мугри во 20 часот. Православните верници на 28 август го чествуваат празникот посветен на Успение на Пресвета Богородица. По тој повод, во Кочанскиот храм ќе се отслужи света божествена литургија. Во манастирите посветени на овој празник ќе се одржат црковно-народни собири. Со божествена литургија на денот на празникот, Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе го чествува Успението на Пресвета Богородица. На литургијата ќе служат свештениците од Кочанската епархија. Утре Светата православна црква го чествува споменот на упокојувањето на Мајката Божја и Владичицата Пресвета Богородица, празник со кој што завршува Богородичниот пост, кој што е востановен токму во чест на овој празник и на празникот Свето Преображение. Утре, како и секоја година, се очекува голем број на верници да го посетат храмот и да ги упадат своите молитви кон Троединиот Бог и кон Пресветата Владичица наша. Значи, почувствуваме потреба да апелираме сите оние кои што се немаат исповедено или немаат благослов од својот духовен отец, а сакаат да се причестат да не го прават тоа, бидејќи како што знаеме, еден од тешките гревови е да се причестуваме недостојно, па за да се избегне она опасност светата причест да им биде повеќе за осуда отколку за телесно здравје и пред се за душевно спасение. Свештениците со апел и за суеверијата да не се верува во нив. Во овие краишта, па да речеме во цела Источна Македонија, постои едно суеверие дека како што народот вели помеѓу овие две Богородици, помеѓу празникот Успение на Пресвета Богородица и рождество на Пресвета Богородица не се вршиле венчевки, таквото мислење, таквото суеверие е апсолутно неточно и погрешно. Правило кое што е измислено од народ, а не е како пишено црковно правило, односно канон, кое што апсолутно не е издржано. Значи тоа е представа плод на незнаење, на суеверие, па апелираме оние кои што го практикуваат и го земаат здраво за готово ваквото мислење, буквално да не го почитуваат, бидејќи не е во склоп со православната традиција и со православното поимање на светите тајни. Голем црковно-народен собир се организира на манастирот посветен на празникот Успение на Пресвета Богородица во Чифлик.
така што од црковниот одбор на манастирот ги повикуваат сите православни верници да бидат дел од собирот. Инаку, црковното предание учи дека Богородица се упокоила како и сите луѓе, не своеволно, како незиниот син, туку според незината смртна човечка природа, сврзана со овој свет. Она што и се случува на Дева Марија, ќе се случи на сите оние кои го подражаваат незиниот пример и живеат богоугоден живот на скромност, љубов и смирение пред Божјата воља. Неделата по големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица на 30 август со света божествена литургија ќе се одбележи денот на осветување на манастирот посветен на Свети Василий Велики на Пониква. Ден после тоа, в понеделник, во Кочанскиот храм ќе се одржи молебен за учениците. Од храмот Свети великомаченик Ѓорги од Кучани подсетуваат дека неделата после Успение на Пресвета Богородица е денот кога пред неколку години беше осветен манастирот посветен на Светиот Василий Велики, лоциран на Пониква на Осоговските планини. По тој повод, в недела на овој манастир ќе се отслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот. Традиционално, како и претходните години, нели пред самиот почеток на учебната и нели на академската година, во дворот во храмот посветен на Светиот великомаченик Ѓорги во Кочани ќе се отслужи молебен нели за успешен почеток и успешна нова учебна година, традиционално како и секогаш нели. Ова година молебниот е закажан за во 9 часот. Во понеделник на 31 август, значи очекуваме само да биде потврдено присуство нели од страна на митрополитот Брегалнички Иларион, кој што нели темелејќи се на претходното искуство, наоѓа време нели да дојде и заедно да збогати нашата молитвена радост и нели радоста на учениците и на студентите. Од црковното настојателство при манастирот дополнуваат дека секој верник треба да си носи и прибор за јадење. В понеделник пак на 31 август за учениците ќе се одржи молебен за успешна учебна година. Неделата после големиот празник Успение на Пресвета Богородица ова година се паѓа на 30 август. Традиционално, значи бидејќи на самиот ден недела после големиот празник е осветен манастирот посветен на Светиот Василий Велики на Пониква. Традиционално, како и претходните години, така и ова ќе се отслужи света архиерејска литургија на која што ќе чудоначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион. Со оглед на тоа што минатата година немаше голем број ученици на молебен, од Кочанскиот храм годинава се надеваат на масовно присуство од страна на учениците. Следува спортската информација. Гигантот Вардар доаѓа на Никола Мантов. За викендов е најавен фудбалски спектакл во Кочани. Почнува сезоната и во третата лига Исток и женската фудбалска лига. Откако претходно започна најавената реконструкција на стадионот во Штип и влегоа градежните машини, беше означен стартот на реконструкцијата. Во првата етапа предвидена е реконструкција на теренот, а во втората изградба на трибинскиот дел и поставување на семафор. За време на реконструкцијата, како што беше најавено, Брегалница своите надпревари ќе ги игра на стадионот Никола Мантов во Кочани, додека ќе тренира на игралиштето со вештачка трева во Белобрадо. Своето деби, штипските сини како домаќини во Кочани ќе го имаат веќе викендот, кога в сабота во 16 часот и 30 минути го пречекуваат актуелниот шампион Вардар. Камбекот на својот стадион, кој би требало да добие ново руво, Брегалница може да го очекува дури во пролетниот дел од шампионатот. Најдобриот македонски европредставник Работнички пак по 2 недели ќе одигра праволигашки дуел и тоа в недела со Силекс на Ѓорче Петров. Работнички не ги одигра своите последни 2 меча со Ренова изминатиот викенд и со Младост Царев двор, кој според распоредот требаше да го игра дома поради настапот во плейоф рундата во Лига Европа. Хоризонт Турново ќе ја дочека Шкендија на својот стадион Кукуш, Ренова во гостивар е домаќин на Шкупи, а Металург на стадионот Борис Трајковски ќе го дочека Младост Царев двор. Осогово отвора в недела во 16 часот и 30 минути се среќава против Овчеполе во рамките на првото коло од третата фудбалска лига Исток. Викендов стартуваат и жените. Првото коло во женската фудбалска лига е предвидено за в недела 30 август. ЖВК Кочани ја пречекува екипата на Топ Гол, додека Младост Иднина С во Оризари е домаќин на Тиверија.
Двата надпревара имаат ран термин во 11 часот. По останатите надпревари се среќаваат Борец Конзули, Ас Юнајтед Речица и Истатов Драгон 2014. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.